Значи, во цело се согласувам со вашите излагања и со вашите констатации дека владата на ВМРО ДПМН во изминатите 10 години навистина беше целосно посветена за подобрување на животот на сите граѓани, буквално на секој поединец, секој граѓанин во нашето општество. Водеше голема грижа, тоа го правеше многу искрено и со голема волја. Беше посебно фокусирана за подобрување на социјалниот статус, посебно на овие ранливите категории на граѓани, и тоа граѓаните во Република Македонија го чувствуваа на сопствена кожа, и од тие причини ние ја добивавме, и јас сметам така, меѓутоа мислам дека се согласувате со мене дека бидејќи граѓаните го чувствуваа на сопствен на кожа или грб сите тие мерки што ги правеше владата и помагаше, и затоа ние толку години дава довербата, па и на последните избори не случајно повторно ја добивме довербата од граѓаните, бидејќи самите проценија дека тоа што го прави владата го прави искрено и со желба на вистина на секој поединец да им се помогне. Посебно, значи, владата на ВМРО ДПМН беше во изминатите 10 години сконцентрирана на ранливите категории на граѓани, помагаше и на социјално загрозените, па се зголемува, нели, растеше висината на социјалната помош, растеа платите, растеа пензиите, растеа субвенциите за земјоделците, и посебно што сакам да истакнам денес на оваа панел дискусија е тоа што владата на ВМРО ДПМН успеа, односно во 2008 година донесе закон за материјално обезбедување на невработени лица кои што останале без работа заради приватизација на предпријатијата со доминантна собственост на државата, или така наречениот закон за стечајци, и со тој закон материјално беа обезбедени вкупно околу 4255 стечајни работници. Значи, она армија на невработени лица од околу 200.000 која што ја направи претходната влада или владата на Социјалдемократскиот сојуз во таа мрачна транзиција, кога настана грабежот на предпријатијата во државата и кога без работа остана голем број работници. Први што нешто направија за тие работници беше токму владата на ВМРО ДПМН, и така ја покажавме нашата грижа, односно грижата на ВМРО ДПМН и кон таа ризична група на граѓани кои што доста страда во изминатиот период. Исто така, сакам да истакнам дека за прв пат во Република Македонија 2012 година се донесе и закон за минимална плата, односно за прв пат во Македонија се утврди минимална плата за работниците кои што зема ниски плати, посебно за приносењето на овој закон, бидејќи јас лично учествував, се водеше грижа и се бараше начин најмногу да се заштитат работниците во трудоинтензивните дејности, односно во текстилната, во кожарската индустрија и во индустријата за производство на производи од кожа. Меѓутоа, економската состава во тој период беше таква како што сите ја знаете, беше доста тешка. Имаше две големи економски кризи во тој период, една светска економска криза и една должничка европска криза, и
И во таков период успеавме, значи, да донесиме еден закон за минимална плата со кој што всушност сакавме да ги заштитиме сите оние работници што зема минимална плата и висината на минималната плата во тој период, значи со тој закон беше одредена на 8.050 денари и од 2012 година наваму сите сте сведоци дека таа постојано расте за денеска да изнесува 10.080 денари. И покрај тоа што намената на законот, носењето на законот беше најмногу да се помогне на работниците од трудоинтензивните та индустрија, значи таму со тој закон имаше еден период на прилагодување, односно одлагање на покачувањето на платата или утврдувањето на минималната плата во тие индустрии. Покачувањето на платата во таму настана во 2014 година и денеска овие работници земаат плата, минимална плата од 9.590 денари, што сметам дека ова што го направи владата на ВМРО ДПМН со тој еден добар договор, трипартитен договор кој што се склучи во тој период помеѓу синдикатите и работодавачите и самата влада, значи после многу преговарања, анализи се направи добар закон, бидејќи законот оневозможи притисокот врз работодавачите да предизвика отпуштање на одреден број на работници од работа. Ние минатиот месец донесовме во парламентот закон за минимална плата, предложен од владата на Социјалдемократскиот сојуз, закон кој што слободно ќе кажам дека е на брзина правен, без една сеопфатна анализа, закон кој што и ќе кажам зошто тоа го мислам, правен за политички цели и тоа сега непосредно пред локалните избори со единствена цел купување на гласови. Зошто законот за минимална плата кој што неодамна го донесовме не е добар или представува еден меч со две острици, ќе кажам затоа што има неповолности како и за работниците, така и за работодавачите. Која е неповолноста од самиот закон за минимална плата за работниците? Тоа е што со законот се утврдува, всушност има вметнато одредба да се определува нормиран учинок за работникот или кажано вака народски, работникот ќе работи на норма. Тој нормиран учинок ќе го определува работодавачот и во колку работникот не успее тој месец да ја оствари таа норма која што ја определува работодавачот, тогаш тој работник и не ќе може да ја остваре таа минимална плата од 12.000 денари. Или во колку сака или во колку сака да стигне до висината од 12.000 денари плата, ќе мора или ќе биде приморан да работи дополнителни часови од полното работно време, што на некој начин значи голем притисок за работникот и сметам дека овој нормиран учинок кој што стои во законот за минимална плата може да во иднина предизвика голем дел од работниците по тој притисок за остварување на норма да едноставно ја напуштат работата. И таков нормиран учинок во закон за минимална плата нема во ниту една европска земја, значи во закон за минимална плата, во ниту
ниту една европска земја или земјите кои што ни се наши соседи. Кои се неповолностите на законот во однос на работодавачите? Овој закон во однос на работодавачите е да прави една дискриминација помеѓу работодавачите. Зошто го велам ова? Затоа што со субвенциите кои што ќе ги дава државата кон работодавачите, се форсираат или помошта се дава кон оние фирми кои што се послаби или работеле со загуба и ќе добиваат сега субвенција од државата, додека фирмите пак кои што работеле подобро и им давале на работниците повисока плата или плата до 11.500 денари, тие немат да добиваат субвенции од државата. Што може да доведе ваквиот начин на поделба на фирмите во однос на земањето на субвенциите кои што сега ги дава државата, може да доведе да фирмите кои што работеле добро, кои што се труделе, работеле добро, кои што давале подобра плата на работниците, може да ослабнат во овој период, бидејќи се зголемува нивниот трошок по работник, работник и затоа сметам дека краткорочно гледано законот за минимална плата може би ќе даде некој резултат, меѓутоа долгорочно гледано ќе има некои недобри, неповолни последици по одредени фирми и може да дојде до отпуштање на работните. Исто така законот за минимална плата предвидува давање на субвенција од страна на државата кон фирмите во период од една година и тоа во тој период од една година, пола година субвенциите се 100%, додека другата пола година фирмите ќе добиваат 50% од субвенциите со обврска на работникот фирмите да го задржат уште една година, а во колку не го направат тоа, тогаш ќе мораат субвенциите во цел износ да го вратат на државата. Имајќи во обзир овој период, имајќи во обзир економската состојба во државата во која што се наоѓа во овој период, а сите сме сведоци и гледаме, слушаме по медиумите за цело време дека има пат, постојан пат на сите макроекономски параметри во државата, односно има пат на индустриското производство, има пат на извозот, има пат на бруто домашниот производ, има дури пати на просечната плата во Република Македонија, дека има воздржаност на компаниите од инвестирање. Овој закон тешко дека може долго време да се одржи и покрај тоа што државата ќе дава одредени субвенции кон фирмите, бидејќи тешко да во овакви услови тешко дека фирмите ќе опстојат. Има голема можност некои од нив да пропаднат, бидејќи не ќе можат да го издржат притисокот што ќе го имат со зголемениот трошок по работник. Или вака со пример да кажам, ако еден работодавач давал плата на еден работник од 11.500 денари, тој работодавач сега нема да добива субвенции од државата и за да даде плата тој работодавач на работникот до 12.000, колку што е сега минималната плата,
плата, предвидена минималната плата, неговиот трошок се зголемува за 500 денари по работник. Меѓутоа, не се само тие 500 денари, тој има дополнителен трошок и за задолжителното социјално осигурување, и со моите колеги пратеници економисти рачунавме така дека неговиот трошок од причини што мора да плати дел за задолжителното социјално осигурување, неговиот трошок се зголемува за околу 800 денари, што сметам дека е преголем за еден работодавач или една фирма во овој период, во вакви економски услови, да може да го издржи тој притисок од овој закон. Значи, од тој аспект и сметам и говорев на самиот почеток дека законот е правен без анализа, длабока анализа. Законот е правен без консултација, односно седнување заедно со социјалните партнери. Дури имаше и укажување на еден синдикат дека овој нормираниот учинок во законот на минимална плата во договарањето не постоел во првичниот нацрт форма на законот, дека тој е вметнат при самото поднесување до собранието, и коментарите се дека таа одредба не би требало воопшто да стое, бидејќи таа одредба за работникот значи експлоатација. Значи, има доста негативности законот како закон. Се надевам дека во периодот што следи ќе претрпи и измени, бидејќи така укажуваат економската состојба во државата. Меѓутоа, сакам да истекнам дека ветувањата кои што ги дава и на изборите и после изборите Социјалдемократскиот сојуз, дека минималната плата ќе биде од 16.000 денари, една голема лага. Еве, сите гледаме дека се донесе закон каде што минималната плата е 12.000 денари. Исто така, ние во парламентот покренавме иницијатива за поднесовме закон за покачување и на просечната плата, тоа за покачување на платата во јавниот сектор од 5%, која што секако ќе влие на покачување на просечната севкупната просечна плата во Република Македонија, не прифатија. И јас навистина не знам како со една ваква економија која моментално е во колапс, тие ќе дојдат до покачување на платата во Република, на просечната плата во Република Македонија до 30.000 денари, кога сме сведоци и гледаме дека таа во овој период во два наврати всушност се намалува. Едно намалување на просечната плата од 0,7% имаше во август, уште едно намалување на просечната плата од 0,6% имаше овој месец. Значи, севкупно просечната плата во овој период падна за 1,3%, луѓето очекуваат покачување на просечната плата или секое семејство, како што ветуваат, чекаат плата од 500 евра. Така да водејќи ја вака политиката како што ја водат, овој тим не дава надеж дека нешто драстично ќе се смени на економски план во Република Македонија, за да може овие ветувања, минимална плата од 16.000 денари, просечна плата од 30.000 денари, да се оствари во периодот што следи. Тоа би сакала за сега да кажам во однос на грижата на владата на ВМРО ДПМН кон ранливите категории на граѓани во Република Македонија, додека можеше да го прави тоа и го правеше, значи, и една споредба со работата и грижата на оваа влада сега предводена од Социјалдемократскиот сојуз.